Почитувани гледачи на нашиот подкаст, ова епизода ќе ве запознаваме со Маја Кошутиш-Лузевска од Blue Point Studio. Дополнителна најава како ќе следи нашиот подкаст овој пат, колешката Вера ќе даде дополнителен увод. Здраво на сите, денеска сме тука со Маја. Ќе поразговараме малку за предизвиците кои што се среќаваме секојдневно во текот на нашата работа и ќе споделиме корисни совети за вас во интериерното уредување. Сега би ја замолил Маја од Blue Point Studio да ни даде едно нејзин увод и представување за нејзината професија. Добар ден на сите. Пред се благодарам на поканата и драго ми е што ве гледам и увакво светло, мимо уработната верзија. Значи, јас сум Маја Кошутиш-Лузевска, работам од своја 98 година. И за мене можда краток период, за некој долг, затоа што кога имаш љубовта во својата струка, тоа изгледа кратко. И многу сум си благодарна можда на сама себе и на она што се вика можда и карма, да кажеме, дека тоа што сум го посакала од 4 години мој, го работам до ден денеска. Со голема пасија, со голема страст, голема љубов и на сите им викам дека додека сум жива и додека функционирам умствено и физички, ја тоа ќе го работам. И среќна сум што тој подем кај нас се во поголема фаза. Гледам дека има многу млади архитекти и дека има и потенцијал, но сепак мислам дека овие генерации кои што се од, да кажам, можда ју време, после ју време, имаат многу што и да кажат. Затоа што тоа што го имаат сега на дланка, преку телефони, нели, и сите информатички, да кажеме, линкови, она што ние сме го стварале со искуство и со едно добро школо од добри професори, мислам дека ќе имаат големо влијание и кај нив. Одлично. Може ли малку пошироко да речеме или некои делови од тие почетоци, да кажам, дали факултетски или генерално вака, преминувањето? значи, некој почнува од средно школа математичко, некој се усмерува од архитектонско средно школо. Генерално, јас почнав од ГУЦ, намерно отидов у ГУЦ, за да можам да го тоа знање, уствари имав претходно уште од дописна школа на дизајн на интериери, преку познатата архитекта Радмила Милосављевиќ од Београд. И да не кажам преку путем голуба, него преку пошта идеше тоа школа. И така ја почнав да се едуцирам во врска со интериерот. Кога дојде време, после ГУЦ да се запишам, се размислував дали ќе биде тоа специјализирање на интериерно внатрешно уредување или на архитектура. Она ме и посочи да тоа биде архитектура, затоа сум сега дипломиран инженер-архитект, кој што диапазонот е многу поголем него да сме специјализирани во интериерот, затоа што тука веќе можеме да проектираме и у архитектурата да навлеземе и на индивидуални семејни објекти, и на посложени, Так. Да кажам, објекти кои што не бараат само интериерно уредување, него и присуство на архитектура, в смисол на Да се има конструкција, познавање темелно. статика, све, математика и остало. Истекна годините, кај мене се пројави желбата, а можда и да кажам и на пазарот тоа така се пројави, да повеќе се специјализирам кон интериерот. И тоа мене ми стана фах. Така да мимо што работам и на индивидуални семејни објекти, сум работела и на стамбени згради, и на хотели. Така да тоа, сето тоа, кој ќе го сублимираме,
пак ја пронајдов она изворната точка во ентериерите. Се сеќавате ли кога се дешава од Значи прилика вака, таа трансформација? 98 година, кога почнав работев 3 години у проектантско биро Папен, каде што ствари научив, пошто пак ќе речам искрено, дали тогаш или сега, едно е факултет, едно е теорија, друго е пракса. И не признавам архитект кој што нема пракса. Точно. Значи, дали бил професор после, или бил асистент, или бил, не знам, што да е, значи, без искуство, без да ги опипаш материјалите, чувството, сенсот, тоа ние го немавме на факултет. Тоа веќе се учи, нели, низ пракса, низ примена. И кога почнав да работам у проектантското, јас му бев благодарна на собственикот на Папен, кога дојдов и реков, да, ама јас немам изведено објекти до сега. И он ми вика, ма ќе научиш. И првиот објект, кој што, за жал, сега не бев спремна, ќе го покажев исписанието, се уште го чувам. Ќе имаме У можност. некоја наредна прилика. Да. Се уште го чувам, тоа беше дискотека Сачмо, каде што јас се соочив со фазите на занаечискиот дел, како што иде, нели, електрика, гипсови и сите тие ствари. И едноставно дојдов во една ситуација, тоа е мала и анегдота. Работиме гипс, све завршуваме, и ја електриката ја заборавив. Значи, кај е струја, нема струјата. И така да почнавме сите да се смееме, да, ама треба и расвета. Добро, еве и сега и расветата ќе ја ставиме, и така човек се учи. И кога јас онда отидов кај него и му викам, ја немам предвидено, па добро, ама како ќе станеш ако не паднеш? И така да тој објект после излезе во списание, значи мој прв, да кажам, ете. И тоа ми даде кураж, тоа ми даде сила да едноставно сватив у целиот процес, у тие 3 години, дека ништо не е невозможно. Само треба да го сакаш и да си храбар, како и у све у животот, кога сакаме да успееме у некоја работа, малце ли се плашиме, нема успех. И после тоа почнаа другите објекти. До својата 3-та година кај нив, кога јас решив дека одлучив, дека можам и сама. Таму ме припремија многу добро. Значи, многу битна работа на сите архитекти, дека не е све во цртежот, него е во предмерот, прорачуните. Како ќе го осмислиш? Како иде таа фаза? Сега ние не сме стигнати у разговорот на фазите на проектирањето и све, али сакам да кажам, мимо нашиот оној дел каде што хартијата трпи све, ами математиките се битни, прорачуните се битни. Така да... Како се случи овој момент, идејата за осамостојување? Па тоа е тој момент кој што јас го реков, мене таму ме припремија да и предмери работам, значи комплетно еден објект, дали бил 2 квадрати, 20 или 200, како ќе го осмислиш, како ќе го концепираш, така и да го пресметаш, да го направиш изводлив. Значи, најбитно и кај интериерите, и денешно време да го направиш изводлив. Ние денеска од интернет све ќе симнеме. Ама дали е тоа веродостојно на она што го бараат луѓето и што треба, може да се изведе. Значи, тоа е многу битна работа која што можеме покасно да ја разговараме. И сватив дека уствари, ама тоа е и карактерна особина. Сигурно. Да, кај мене тоа беше и карактерна особина, дека јас сакам у животот сама да одлучувам за некои работи и да се борам сама. Значи го научив процесот на работа и онда сватив дека тоа можем и сама. Тие години фино беше да се отвори фирма, да се почне сам. Не викам дека и денеска не е, ама сега веќе го неам и тоа како тоа иде процес, пошто тоа беше одавна, 2001 година. Так. И така почна работите една по една да се оформуваат.
пошто не е све ствари уцртањето, он треба да научи што и фактура, што е наплата, па е еден од побитните делови во интериерот, не е Така. само да цртаме, така. Така е. Така да знаеме тие математики како да ги склопиме за да на крај на денот живееме и од тоа. И така почна тоа кај мене. По мене ми стана интересен моментот, сакам само да се навратам, кога кажавте од мојата 4 годишна возраст. Да, затоа што јас можда и генетски го влечам тоа, татко ми беше директор у Маврово и Пелагонија, хидраш, градежен инженер, кој што беше раководител на брани, шпилје, глобочица. Можам со и тоа да го кажам затоа што сум многу горда на сето тоа. И едноставно од мала стално ми збореше дека ти, да, јас сакам да бидеш архитекта. И као дете, со другарка ми која игравме, она е цеа банкарка, и она работеше со пари. А јас правев од кибричиња простор за мојата барбика, каде ќе биде и тоа чупава барбика, не беше оригинал барбика. Да, баба ми шиеше и плетеше капчиња, халини и такви ствари. И тачно знаев, правев креветче, и веќе од тоа почнав да го. И една друга работа која што у својата, да кажам, 10-та, можда 12-та година, кога ги имавме оние сите приказни книги, сликовници со дворци, со замкови, да кажеме, што да е, јас ги пресликував со сати. Значи, тачно ги цртав, али тоа после сватив дека го научив односот на пропорција. И мене после на факултет и на приеме ми беше многу лесно. Тачно, значи, она со моливот, која земе мерка и све тоа веќе ми беше мене веќе видено, ама тоа меморирано у глава. Така да, постепено и дефинитивно кога и да ме прашува што ќе бидеш, ќе бидам архитект. И така стана тоа. Така да, тоа е тој процес кој што после кај мене, ве кажувам, самостојно работам. Значи, моето проектантско биро, буквално сум сама ја, раководам доста објекти. Истовремено, принципот да ме прашате како раководам, тоа само јас знам. Значи, имам добри екипи, имам добри соработници, меѓу кои сте едни вие. Така да, поентата на нештата е пред се да имаш еден хуман карактер и кон мајсторите, и кон подизведувачите, и кон клиентите, и сето тоа кој ќе го сублимираш да излезе еден добар проект. Маја би те запрашал во сите овие години на искуство, дали се појавил некој или некои поголеми предизвици кои што стварале отпор или недоумица, дали да продолжиш понатаму со работата самостојно или да се прошируваш или не знам некој нешто во тој контекст. Тоа се најубавите работи у професијата. Тоа што не може да те сруши, тоа ќе те ојача. А ако го немаш тој синдром на таа борбеност, онда не можеш да бидеш сам и не можеш сам да работиш. Ќе работиш за друг. А кога ќе ги осетиш проектите, говораме, ајде сега за проекти разговараме, нели? Така. Како предизвик, дал бил од мал карактер, од голем карактер, у принцип е интересна работа, прво затоа што не е досадна. Значи, секој проект е приказна сама за себе. Не сме оно математички седнати на маса и само цифри и бројки и тоа, и затоа луѓето се после резигнирани, после се дефокусирани, после не се расположени. Кај нас тоа не е така. Затоа што нашата струка е креативна пред се. И секој пат се соочуваме со нови предизвици, проблеми, па и клиентите се сами по себе новитет, нели? Так. Треба да влезеш со психологија кај нив, да ги прочиташ, па после идеме судирна разна композиција на мајстори сега, дали биле твоја екипа, дали било комбинација на твои нивни или што, да, и тоа е, се е тоа тежина. Мислам дека ми е... Али, пак ќе речам, тој е кој едно мало дете кога го гледате од почеток бебе, па го развивате и го пуштате у школа. Значи, секој проект, нели, расте и онда се развива еден убав цвет и го предаваш цветот на клиентот. И кој ти даде комплимент на крај, нема цена.
Значи, не збориме ние за математиките, тие се дел од приказната на животот, ама ние збориме за сатисфакцијата на нашата бранша. Така. Ако добро ве разбрав, значи тоа значи дека работата што ја работиш, у суштина целовремено се соочува со предизвици. Апсолутно, затоа што Тоа е тоа што те носи во... Па да, затоа што сега ќе кажам, затоа што некои проекти лесно е да, например, да влеземе во еден стан од новите градби да кажеме да, ова е тоа. Проблем е кога ќе влеземе во старите градби, каде што не знаеме, збориме за реконструкција, каде што не знаеме на што ќе налетаме, каде што има милион предизвици, каде што стручноста е многу битна, повеќе глави повеќе мислат, значи со ладна глава влагаме, се содруваме со ситуации каде што може да имаме промена во проектирањето, тие не се толку страшни интериерните колку изведбените. Значи, спориме, веќе влагаме у конструкција, веќе влагаме у комбинации каде што имаме ситуации на зидови, конструкција, статика, каде што е непозната и тоа треба да го средиш, па да го нашменкаш на крај. Така. Тоа се најубавите и најтешките работи. Да, мислам дека се јасни предизвиците, али у суштина кога човек има искуство и доволна посветеност, у суштина му е многу лесно да ги реши. Да. И ја пак ќе речам на сите и млади архитекти, никој да, колку и години да има, да не се плаши да праша и да не се плаши да каже дека не знае. Одлично. Сега кога би продолжиле со разговоров, дали е окей да преминеме малку околу дизајнот или она што име креативноста, да речам, што би било на еден клиент од интерес да му дадеме некои дополнителни, како да кажам, идеи или решенија можеби на прашањата што ги има човекот како клиент во глава. Јас мислам во делот на нашата работа, совети можеме да збориме до утре. Можда поинтересно е да разговараме малце како ние ги доживуваме клиентите, односно како ние се соочуваме со сето што ни се случува во моментот. Пример, една ситуација, дали ти се случила и тебе, сигурна сум дека ти се случила, доаѓа клиент и ти вика, јас сум за едноставен мебел. Нешто едноставно, некој минималистички стил. Супер, разговарате, делите мислење и после тоа на Вибер ви праќа референтна слика од еден замок од Дубај. Дали тоа ви се случува често? Па да. Значи, вака сега, многу е интересно. Имаме еден ние балкански ментален склоп, кај што ние сме доктори на други да даваме совети, ама кога ќе дојде у нашата куќа, проблем. Сакаме све. Сакаме 3-5 у едно. Ама то немаш. Колку што све ни е презентирано денеска на длан, како зборам преку Pinterest, преку сите, нели, медиуми кои што ни се на расположливи, тогаш малци и работите ни се мешаат у глава. Како и у модата, кај луѓето, нели имаме тренд, имаме стил. Тој расте со години и се дефинира или не се дефинира. Од трендот ние можеме да извадиме, кога сме луѓе со стил, можеме да извадиме оно што нас ни годи и што ни личи и да го примениме. И да изгледаме свежо и актуелно као и другите. Така, ама пред се нас да ни убаво. Така и у интериерот. Значи имаме ние правци, стилови да кажам, кои што ти се расположливи да ги гледаме. Можда не сме информирани дословно, нели, до крај, зборам за клиентите, не зборам за архитектите. Но тука сме ние да помогнеме. И обично, кога ќе се седне на првата средба со клиенти, прво и основно се запознаваме, нели? Кој сме, што сме и како сме. Тука е психологијата многу битна. Прво да видиме дали се, како да кажем, компатибилни, да кажеме, сопругот и сопругата, мажот и жената, што најчесто во вкусовите. Не се генерално. Попозида деца, баби, дедовци, тетки елиминираме. Премди они се дел од влијанието, ама
нив ќе ги ставиме у некоја друга И не ги категорија. среќаваме толку Па често. тука сме ние тие кои што треба да го пресечеме тој, да знаеме со кого разговараме. Например, обично и со мали дечиња или деца кои што веќе знаат да резонираат, а они денески од 3 години резонираат, јас со нив седнувам да разговарам, затоа што нивната машта е преголема и они тачно знаат што сакаат. Али еве да се вратам назад за клиентите. И доаѓам у ситуација кога нели, почеток се упознаваме и онда правиме проектна програма. Збориме за еден стан, каде што прво содржините ги гледаме, дали ќе се видоизменува нешто у станот или не, значи дали функционално ќе го менуваме или ќе останеме на базичната основа. После тоа одиме на желбите, што ние сакаме у тој простор, колкава кујна, каков тросет, дали сакаме Г-сет, колку души ќе седат, каква маса, дали масата ќе биде за 6 особи, дали за 4, дали примате често гости, не примате често. Тогаш се прави квалитетна темелна проектна програма. За да ние на крај, кој ќе ни преноки сето тоа, да можеме да имаме една комплетна слика, делимична, не е комплетна, Така. стартна да кажам, ајде стартна, за клиентите. Што имаат они побарувања за нивниот Желби, простор? потреби. Да, пред се, ние сме сервис на туги желби. Значи, ние сме тие што треба да го оплемениме, уредиме, средиме просторот на тие луѓе и тие да имаат топлина и убав дом. За гостите не разговарам. Точно. Секој има свој став. И кога тоа ќе го видиме, нели? Кога ќе го добиеме на хартија, да кажем устно што да е, не е проблем, тоаш правиме слика и многу пати доаѓам у ситуација да ми кажат, па не знам што сакам. Ако не знаеш што сакаш, онда знаеш што не икеш. И онда идеме у обратен правец. И тогаш и се отвараат чакрите. Да. И тоа знаат. Како што знае да укомбинира две бои, така ќе знае и таму. Ние сме тука да ги проследиме, да ги извлечеме. Да, ја користам Pinterest, например, или што да е од овие апликации, али обично вака викам, како и кај парфемите, до 3 парфеми, после мораш кафе да мирисеш. Да. Да, за да си изгуби мирисот. Да можеш 4-тиот. А кај вини викам до 3 слики, фотографии, што да е од просторот, да кажем, дневна соба, спална, само за да го доловам оној, како се вика, онаа црта, линија, која што провејува у нивниот вкус. Не дека креветот и се, и онда ги прашувам, што те бендиса на оваа слика, Да. дали е креветот, дали е позадината, може да и осветлувањето, знаеш, знаат да кажат. Затоа што и тука сме ние тие битните што треба да ги донесеме на прав пат. После веќе доаѓаат ситуации, тогаш знам дали сакаат јаки бои, дали сакаат топли, дали сакаат пастелни, и тогаш го гледаш и карактерот. Да не правам обед за другите после содржини, за гардеробери, за тоа веќе се други теми. И таму ние навлегуваме у интимата на клиентите, кај што таа треба таму и да остане. Значи, дефинитивно знаеме дали имаме метари по плакар за кошули, имаме за хаљени, 60, и тоа треба сето да го извадиме на една проектна програма. Така е. Интересни моменти, интересни предизвици. Па да, значи уредувањето на интериерот пред се е многу сложена работа, кај луѓето изгледа многу лесно. Така И ќе речат, па да, што? Убаво е тоа, ти се забавljаш оно, не. Прво тргаме ние од функционалноста, нека до тешки реконструкции каде што треба да се уклучи, нели? Комплетна реконструкција у смисол карабина добиваме. Кај што нема ни прозори, нема подови, нема ништо. Тука е водовод, климатизација, подно, машинство, електрика, расвета, пошто пак ќе речам 70% од добар интериер е добра расвета. Некад ќе речат, па 1000 светла сте ставили еден простор. Да, ама кога ќе почнат палењата и ефектите, Има зашто. тогаш останува без текст. Ако ќе го види купатилото, посебно реагираат на купатила. Зборам кога ги гледаат преку мрежите, таму има милион светла. Ние сме навикнати на елементарно. Централно огледало. Толку.
Да. Ама сега кога ги гледа и сакам овде. Па тоа е процес. Една окупатило да направите као еден малстан. Да. Тука би ставил една поука до гледачите. Многу лесно го искажа Маја целиот овој процес и го додаде делот на комплексно со суштина, а верувам дека го искажа лесно ради искуството долгогодишно овакво и гледачите би требало да обрнат доста внимание на овие зборови што ја кажа како оди целиот процес, процена на клиентот, кои се неговите потреби, да одбере доколку не може што сака, да одбере што не ќе и така полесно дека се доаѓа до решенијата. Мислам дека ова за гледачите ќе биде еден многу корисен дел од нашиот подкаст и се надевам дека ќе го искористат тоа. Повели Вера, извини, сакав само да го искористам моментот. Мене ми е интересен оној момент што го спомнам, баш со тоа често се среќавам, кога ќе се упознам со некој луѓе или можда во разговор. Блазе ви вас, колку ви убаво на работа, цело време си цртате. Тој момент на, да, цело време си цртаме, не е баш така, посебно кога си вклучен во цел процес, односно од нула да направиш нешто што се издизајнирало на хартија и сега треба тоа технички цело да се направи во Преска го кажав тоа, Да. ако архитектурата не ти е крв Да. и интериерот изборам сите фази, нели, сите да кажам професијата архитектура пред се е 24/7 ако ја сакаш. Па и било која друга професија. Значи, ако ја немаш љубовта кон тоа што го работиш, onda има генерален проблем. Така. Не сме ние судрени на оно класично време од 8 до 4, 7 до 3, како било порано, пајде да затвориме па сега гледам филм. Не. Кај нас има еден друг проблем, каде што ние се, например, посебно кога збориме за архитекта кој што е оперативец истовремено. Значи не збориме само да е у проектанско и само да работи на компјутер. Збориме со изведба, каде што Сабајле треба да се соочи со изведба, со мајстори. После имаш со подизведувачи, добавувачи, бирање на материјали, бирање на расвети и сите тие ствари, да не кажам. Значи сето тоа го синхронизираш у еден ден и кога се вратиш дома, тие клиенти веќе се одморни од својата работа, која што ми е базична, нели? Так. И се доаѓаат на нивното убаво, ама тоа неговото убаво тебе ти е Тебе ти е елементарно, така? И сега ти Да. доаѓаш у ситуација која мораш со нив да комуницираш. И така да уствари до касно вечерта ти доаѓа моментот дека ти уствари си у својата работа. Да. Ако не разговараш со клиенти, седиш на Pinterest или гледаш интериорни редови, Па се да, спираш. ама тоа е ако го сакаш тоа да го направиш Да. квалитетно. И ако сакаш на некого да му ги исполниш желбите, односно и својата задача пред се. А комерцијално не. Значи само за да го нацртаме, да го предадеме, да го наплатиме тоа, нема душа. Ја генерално ретко работам проекти само на хартија. Доека не го фатам онака да го изведам, затоа што и изведбата се дешаваат милиони измени. Јас ги правам лично, затоа што просторноста после у изведбата Се среќаваш. ќе ми се сони нешто друго. Да. Да, се случува и тоа. Па генерално ја и кога ќе пред да заспиам, многу често виртуелно го решавам простор. Сега некој го решава на друг начин, ама ја го решавам така. Значи не ми треба ни 3 дни ништо, главата моја така функционира и обично ноќе тоа го сум растретена од други работи. Креативноста се Да, буди. и тоаш просторот го у принцип ми се дешава и многу често, ми тоа е веќе и рутина, можда и дарба да кога ќе влезам во еден простор, го осеќам и го гледам и го Живееш со стварам. него. Да. Ама у момент. Многу пати дали ќе го земам да го работам или не тој простор, ја им давам бесплатно совети. Значи влагам и зборам ко навиена, затоа што едноставно тоа така ми искача. Да. Значи Се не гледам. сакам, Да. не Го сакам имаме ја сега. тоа да го сокријам. Така. Значи не сакам да го сокријам на крај на денот. Се соживуваш со просторот. Некој ќе Да. ќари од тоа. Па сега како да кажем, Така да убава е, Добри- креативно е све. Да. Пак ќе речам,
Значи, не сакам некој кој што ќе рече да, архитект, никој тоа не треба да го свати дека тоа е трендовски, дека е модерна професија и све, не. Тоа е една многу убава професија, многу напорна, многу тешка, али бара љубов и откажување од многу аспекти и бара поддршка. И од семејството, од пријателите, од сите, затоа што некогаш сум доступна, некогаш не сум доступна, некогаш сум напната, не сум напната. Има милион фактори затоа што тука пред се ние работиме со луѓе. Од различни Директно. профили. Да. Да, и тоа ние сме менаџери и у тој домен. Кога зборам за изведба, значи ние треба да ги организираме мајсторите, уметниците, работниците, сите, па треба и да ги смирам клиентите, затоа што некогаш процесот на изведбата не трае кратко. Ама па, ради X фактори. Так. Ама по друга страна, и нив треба да ги задоволиш, и овие, и сето тоа кој ќе го спакуваш менаџираш. уедно. Да. И менеджментот. Јас пак ќе речам, значи психологијата е многу битна, менаџирањето е многу битно, креативноста е битна, значи многу компоненти. Спомна поддршката од семејството. Да. Како изгледаше во сите овие години на толкава Па ангажираност? лесно како ќе се поставиш. Значи лесно, мислам. Јас сум мајка на 2 сина и у бременоста работев, и у едната и другата. И после тоа едноставно имаше ситуации кога компјутерот беше до мене, до мојот кревет и така. Тие ситуации, принтерот тука и работев и све. Па ќе речам пасијата е чудо. Така да сето тоа кога ќе го комбинираш и кога ќе имаш луѓе околу тебе кои те разбираат, се одвија добро. Го прифаќаат и го разбираат. Па да. Па имат и бенефит од тоа на крај на денот. Да, точно. Се сеќаваш ли на некој најинтересен или можда би рекла така најспецифичен комплимент од некој клиент? Па има доста. Ја пак ќе речам, многу пати ми се случува, ќе ми пратат слика. Не би сакала тоа да го рекламирам, не е тоа мој домен, али убаво ми е, тоа со моите пријатели многу често разговарам. Пак ќе речам, сите ние работиме за некоја финансиска, нели? Поддршка и сето тоа математика, да кажам, ја како што викам математика, али нема поголемо и поубаво чувство него кои ти дадат комплименти, кои ти речат благодарам. Обично, кога јас почнувам интериери, вака ми викаат, сакам да ми направиш топол дом, за да ја останам тука, да не сакам надвор да излазам. Тоа често се случува. Кога ми речат благодарам, сега мене не ми се излага од тука, да можам овде ќе ја преселам работата. Повеќе од тоа, не знам што да кажам. Да, мислам дека сите ние сакаме топол дом. Тоа. И тој адреналин, кој ќе ми се развие после таков коментар, нема цена. Да. После викаш, идам понатак. Се заборава. И мислам дека неистрпни сме у тоа, значи никад не ми издосадило. Пак ќе речам, нашата струка го дава оној момент да никогаш не ти е досадно. Така е. Значи некад знаат проектите и 2 години да ми траат станови или нешто, ради X фактори. Ама не е она што ќе ме натера да прекинам. Не, напротив. Тоа ме тера да го истрајам, да го направам, пошто знам и дека после тоа, па како викаат србите, после киша иде сонце. Да. Дека ќе ти двое една бура јака, оно, па после ти доаѓа нешто убаво и така. Да. Така али фидбекот е многу битна Па, ствар. апсолутно. Океј. Јас не се сеќавам на првата соработка со Ornamax. Се сеќавам на првиот пат кога јас ве запознав вас. Кога почна соработката со Маја и Ornamax? Ја не се сеќам, тоа било одамна, очигледно. Одамна, Да, а тоа е добро. Да. Па, тоа е добро, значи трае тоа. Траеме, да. Па трае тоа, да. Јас ја сакам и со вас, и со сите соработката. Пред се за све треба двајца. Нели?
колку што ја кон вас, вие кон мене и многу е битно исполнителноста и од ваша страна и од моја страна, значи мој проток на информации, како тоа, кога Да. ќе биде, што, нели? Има X, така и од ваша страна, мислам јас секој сум била задоволна на таа тема. Значи многу ми е битно време, нели, исполнителноста, квалитетот пред се, значи не разговараме за квалитет, али кај нас па најбитната работа сега дојде и времето. Да. Така. Да, исполнителноста. Значи, Али- ако речеме тоа, штоаш? Прашањето ме навлече од вера на еден момент, уствари од вашето заедничко запознавање, вера кога доаѓа од објект каде што бевте и искаже една реченица, би сакал да ја каже повторно. Да, првата средба ни беше прво во канцеларија со клиенти. Да, тука, да. Да, и Никола не беше тука, само ми се јави на телефон и кажа ќе дојди една наша сработничка Маја да ја пречекаш, се е окей. Се сретнавме на објект следно и се враќам од објект. И Никола вика, како поминавте со Маја, се видовте, се е окей. Викам, директор, да ви кажам нешто. Јас кога ќе пораснам сакам да видам Маја Лужевска. Тоа ми беше првиот комплимент и коментар за вас. Ова ти го немам споделено. Не. Ме гледа и почна да се смее Никола, викам, значи, одлична. Многу убав печаток добив. Да, благодарам на комплиментот, тој е комплимент пред се. Да. Добро, види, све е до енергијата. Да. Енергијата. Со многу архитекти се среќаваме, сите се одлични на свој начин. Кај мене можда во нешто сум се пронашла во вас, во карактер. Да, па тоа е тоа. Да, и баш онака ми оставивте силен впечаток и го споделивте со Никола, викам, јас кога ќе пораснам, ќе видам Маја. Не сме толку голема разлика во години, да се свати погрешно ова. Тоа не е тема. Кај архитектите нема стар млад. Да. Само зрел. Искуството. Само зрел, да. Благодарам на комплиментот, тачно е и јас сум срекна и што се работувам и со вас и што ви имам тука, затоа што кај нас ние се содруваме со неадекватна конкуренција, у смислу на квалитет и на све, па не само од, мислам, на генерално ниво, така? Да. И пак ќе речам, многу е битно да она што ние го понудиме кај клиентите, како ќе речам, кога ќе понудам некоја фирма со адекватни материјали, изработки и све, па и мојот образ е многу битен да го сочувам, затоа што јако ве препорачам, така, утре ако не е тоа исполнето, по било кој основ, ја ќе го имам големиот проблем. Така да многу е битно со кого соработуваш, како и тимот. За да добиеме у квалитет, у време, у цена, што клиентите и го бараат. Да, тоа не носи до задоволни клиенти. Па тоа е по тоа. суштина. Па тоа е тоа. Взаемно е тоа исто како и вие нормално како наш соработник што го очекувате тоа од нас и ние сега како професионалност од архитектот првото нешто е што го очекуваме да бидеме професионални, да си ја завршиме работата настрана од цело наше дружење, да речам, така и приватно и службено. Значи мора да се деси таа симбиоза, ако ја нема симбиозата во суштина, не може да се добие крајниот продукт. Јас овдека, доколку немате нешто да надополните или дадете некои препораки до нашите гледачи, во суштина овој подкаст би Па ја као старт мислам дека ова е доволно, што би рекла, па нека не пратат. Да. Понатака. Да. Ето тоа би рекла. Така да, у принцип, ние имаме многу што да кажеме на темата, во смисол на не разговаравме за на професионално ниво, не разговаравме за бои, за стилови, за сето тоа. Мислам дека е побитно да се дискутира околу односот на архитект-клиент, кој што денеска е проблематичен во одредени ситуации, некад од страна на архитект, некад од страна на клиент. И некогаш знаеме сите да бидеме на удар заради неквалитетниот ангажман на одредени архитекти. И би сакала од оние што имаат, значи веќе, како се вика, портфолио
високо, големо, Така. нели, искуство, да го споделиме, не сум само ја, тука има Така. доста мои колеги, и генерацијски, и пре мене, и после мене, и млади, кои што стварно гинат у ова, би сакала да го сподела тоа за да популацијата, нели, го свати тоа дека да ангажираш архитект у денешно време е елементарна работа, да стане елементарна работа како што кога ќе му протече чешмата за да викне водоводжи. Точно. Па нема да викне тапетар, ќе викне водоводжи. Така у овој смисол исто, затоа што денеска да организираш ти едно, да кажам, едно елементарно реновирање на купатило е проблем. Што таму има 7 фази. Не е тоа само плочки да залепиме. Да. Таму има подфаза, надфаза, фаза. И сето тоа да го организираш временски, да кажеш дека тоа за месец дена ќе го завршиш, тоа може само архитект и оперативец. Така е. Пошто се судруваат со проблеми. Овој не дошол мајстор 2 месеци, овој не дошол месец дена, го нема, има. Знаеме сите добро пазарот каков е денеска. Да. Дека имаме дефицит од мајстори, дека имаме проблем со квалитет. Квантитетот не ти е битен кога даваш пари за простор кој што си вложил, си штедел, да кажам, така? Така е. И бараш тоа да биде направено како што треба. Така да, ова е убав старт и мислам дека ова ќе ви се развие во една убава приказна. Да, секако и Каде што луѓето ќе имаат уствари еден бесплатен совет, да кажам, за некои теми кои што уствари не знаат ни да им одговорат денеска. така е. Така е. Ќе се потрудиме да им ги дадеме одговорите. Ова не е наше единствено снимање. Повторно ќе си одбереме тема на која што ќе разговараме, да дадеме одговор према гледачите Тука сум. и се надевам дека ќе им биде од корист сето ова, а со тоа ќе донесуваат подобри и поправилни одлуки во однос Така е. на нивните потреби. Така е. Да, односно ќе имаат поголема храброст да сватат дека мора да заангажираат архитект за да ги реши проблемите. Мислам дека во последниве години малце одиме левел ап сме во тој дел. Да. Во однос на оние моменти јас кога почнав да работам со интериери, беше во тема проект да се изработи целосен. Така да супер, многу ми е мило што ни бевте прв гостин во нашиот Благодарам на прв поканата. подкаст. Се надевам дека ќе ни видите пак, следно и пак, кога сте расположени. Ние секако ќе си се гледаме и ќе си комуницираме. Фала ви на сите за вашето внимание. И следете И на нашите. нормално следете го нашиот канал. Поздрав. Чао.